Благодарам, почитувана. Пред стартот на амандманот вреди да се напоменат неколку работи. Дека имам чувство законов како да е најприоритетен во државава, па не баре мораме да расправаме за него неколку продолженија во неколку дена поред. И не велам дека не е важен, но сметам дека има и доста други важни закони кои што можеби заслужуваат ваков третман. Па за да работиме по нив можеби од кога ќе започне работниот ден до 22-23 часот, а малку ми е индикативно и сакам само да напоменам за јавноста дека ние расправаме за закон за концесии и минерални суровини, кој што замислете е поднесен со европско знаменце. И тука не можам да не се согласам со високите ЕУ представници, а и со извештајот од Европската комисија, дека европското знаменце навистина се злоупотребува и за работи за кои што може и за работи за кои што не може да добија таква квалификација. Но еве почнеме со ред. Во овој амандман јас сметам дека е суштински да биде прифатен, затоа што еве ќе ве потсетам на минатата седница кога две колешки од владината коалиција, односно колешката Моника Зајкова и колешката Маја Морачинин, која што допред малку беше присутна тука, жалам што сега не е, па да ни објасни. Јас навистина би сакал да слушнам нивниот став за ова прашање, заради тоа што во одредената идеологија на нивното политичко битисување е трансферот кон зелените извори на енергија или екологијата или можеби животната средина, и тоа трае се до оној момент додека не дојдат пред свршен чин, односно додека не треба тоа да докажат не само на вака декларативно, туку и во пракса. Сега, прво мене ми е чудно како може во 2022 година во една од институциите која што јас лично ја оценувам како можеби со најспособна администрација во државната управа да го снема стенограмот. Тоа мене ми е прво чудно. А второ, навистина не ми е јасно, јас сум се уверил во вашите способности да преубедувате пратеници, но некој пратеник да предложи нешто и потоа тој пратеник да го нема, едноставно да дојде тука да каже дали е се уште дали стои на ставот или можеби се просветлил човекот, или можеби да слушнеме каде му е срцето, каде му е душата сега, затоа што некоректно е вие да понудите јавна расправа и утре како ништо не се случило, вас да ве снемува, и кога ние ќе бараме да ни се објасни зошто го бараме тоа што го бараме, кое што е во соработка со сериозни невладини, повторувам, невладини организации кои што ја регулираат оваа тема, да бидеме обвинети дека некогаш не сме учествувале во некои вести кои што патем биле заборавени од моментот кога тие пратеници кои што уредуваат одблиску таа материја го кренале картончето за изгласување на нова влада. Ајде да влеземе во материјалната и суштинската расправа. Ние бараме со овој амандман да се организира јавна расправа во општините каде што треба да биде доделена концесијата. И сега зошто го бараме тоа? Многу детално е објаснето. Заради тоа што сметаме дека јавната расправа навремено и детално ќе го извести населението за каква концесија треба да се додели. Јас сакам да ве потсетам тука и на уште една работа. Пред 5 или 6 години може чудесно некоја случајност кореспондира со самото, може самите зачетоци на шарената револуција или еве можеби одредено, би кажал, одредена припрема за одредени предвремени избори, кога низ Источна Македонија имаше доста протести и организирање на референдуми за отварање на рудници. Јас не велам дека тоа е добро, но велам дека доколку организираме ние јавна расправа во општините каде што треба да биде доделена концесија, населението ќе ги има сите потребни информации. И населението ќе знае дали тоа што се доделува како концесија или одреден проект е добар или е лош. Ќе знае дали тој проект кој што се предлага е политички инсинуиран или не е политички инсинуиран. Дали тоа треба да биде дадено, доделено во нивното населено место или не треба да биде дадено и доделено во нивното населено место. Понатаму, јас сметам дека сосема е коректна одредбата уката да ја донесе Советот, да не ја носи функционерот, туку да ја носи Советот. Зошто е тоа така? Заради тоа што наместо еден човек, ваму ќе бидат, зависи сега со побројноста на населението и колку жители има во општината, некаде ќе бидат повеќе, негде ќе бидат помалку. Еве јас ќе ја земам мојата општина каде што јас доаѓам, има 23 советници, од кои што има неколку партии кои што членуваат во тие 23 луѓе, во тој форум од 23 луѓе, и ќе биде многу, би рекол, потранспарентно и ќе се спречи можноста за корупција од тоа во тој облик, додека 23 луѓе би дискутирале за тоа.
И тоа е многу коректно. Ја тука не гледам што е спорно и зошто ние бегаме од јавната расправа. Навистина сметам дека ова е еден начин, еден систем на решавање на проблемите кои што се прилично доста квалитетни и треба да ги понудиме на овој начин да идат. Освен ако ние сметаме дека треба да правиме бизнис од концесиите, како што кажам, тоа се случува во изминативе 30 години од постоењето на оваа држава. Ние треба да престанеме да ги гледаме овие работи како можности за создавање на средства, на пари, на криминали и на бизнис и да им дадеме на луѓето да бидат одблиску запознаени. Затоа што има многу негативни примери, но за сметка на тоа има и многу позитивни примери на општини каде што екзистираат можеби вакви индустрии, каде што самите општини имаат приличен број на средства во нивните буџети. Еве ќе споменам две општини. Ја гледам колешката Лозановска, општината Новаци е една од таквите општини и општината Македонска Каменица. Тие имаат во буџетот стабилен приход заради тоа што на нивната територија има одредени индустрии, одредени рудници или можеби концесии на одредени нешта кои што им создаваат стабилен приход во општините. И тоа е во ред. И тие луѓе треба да се донесат таква одлука во таков форум. Понатаму, еве ќе кажам јавната расправа. Сега ние од една страна имаме една материја која што е регулирана во урбанизмот за носење на детален урбанистички план, каде што треба, односно планот се изложува и граѓаните имаат даден рок за да поднесуваат анкетни листови. Анкетните листови кои ќе бидат поднесени, луѓето кои што работат во општината во секторот урбанизам или самата општина има обврска на секој оној кој што поднел анкетен лист да му врати, да му одговори на неговото барање. Дали да го повикаат во општината и да му објаснат зошто планерите во самата општина и урбанистите сметаат дека тој план така треба да биде донесен. И ја лично сметам дека ако ние велиме дека екологијата, особено ако во владината коалиција имаме две партии, од кои што едната е, па би рекол, политичка сила број 1 во коалицијата, политичката партија ДУИ, која што го носи презнакот зелена, треба на овој начин можеби да ги поистовети постапките. Јас не ја гледам логиката во урбанизмот и во носењето на планови да имаме ваква детална постапка, а да немаме детална постапка во моментите каде што треба да биде носена и ваква одлука. Значи, ние мораме на овој начин, кога ќе се работи, кога ќе се поврзува, можеби моќта на одреден функционер и екологијата, да гледаме на колку што е можно посериозен начин таа постапка да ја направиме транспарентна. И тоа е нашето барање во овој амандман. Понатаму, исто така одиме уште еден чекор понапред. Она кое што ќе го одлучи советот да не биде мислење, туку да биде согласност. И сега, зошто е тоа така? Како што ние во собранието имаме деловник и начин на работа, така и сите совети имаат деловник и начин на работа. Нека дебатираат луѓето, нека направат јавна расправа, нека разговараат што е како и тоа нека биде согласност. Дали луѓето се согласуваат или не се согласуваат. Не можете вие да им речете ајде се дебатирајте, направете јавна расправа, одржите седница на совет, ние тоа ќе го земеме за мислење, па ќе одлучиме ние во министерството дали тоа го прифаќаме или не. Затоа што да бидеме реални, во оваа држава нема баш народот позитивни искуства со оние кои што така носат одлуки. Реално да правиме муабети. Сега не пробам ја тука да се амнестираме си граѓаните на крајот од денот, си го носат тој суд на избори кои сметаат дека подобро се справувало со животната средина или со концесиите или со едно и со друго. Но ова е нешто кое што нас ќе не приближи на вистина до таа Европска унија во кое што ние во законов имаме европско само знаменцето, ништо друго. Ништо друго. Еве, ние разговараме сега закон минерални суровини и сега таму имаме дел од квалификации што се носат и можеби ќе го употребам тој збор и навистина не ми е грижа како ќе бидам сватен. Шверцерски додаваме уште 3 или 4 би кажа работи како песок, како глина во суровини. И зошто го правиме тоа? За да некој можеме да му даде концесија да ги ископува. И се ние ќе зборуваме дека тоа треба да добие европско знаменце, не треба да добие европско знаменце. И затоа ќе ни доаѓаат високите еврофункционери ќе ни викаат ви имаме добра волја, продолжите да се трудите, па заради ваквите работи. И ова е нотирано во извештајот на Европската комисија. И понатаму навистина ми е чудно каде постои случај каде што предлагачи на одредена јавна расправа бегаат од истата. И ќе се соочуваме со неубави ситуации да најреспектабилните невладени организации кои што можеби служат како одреден сервис за пратениците, јас ја познавам нивната работа одблиску заради амандманите кои што ги поднесуваат на Комисијата за финансирање и буџет секој пат кога ќе се расправа за буџетот, да не се примаат на седница, да бегаме од нив, а од друга страна секогаш кога треба да напаѓаме за некоја си политика дали била зелена или не, тогаш да сме први. Еве уште еднаш ќе укажам, амандманот е многу коректен,
Амандманот додава транспарентност на целиот процес. Амандманот елиминира функционери од влијание и дава одлучување на одреден форум кој што потоа треба да преку таа јавна расправа да донесе одреден заклучок кој што ќе биде согласност, а не мислење, а не да ги носиме одлуките под затворени врати и сите да се соочуваме со последиците од јавните тајни дека заради дадени концесии некој треба во оваа држава да прима мито. И тоа треба да престане. А ќе престане само ако ние на ваков начин и со прифаќање на ваков амандман таа постапка ќе ја изведеме пред јавноста и ќе им дадеме на луѓето сами да одлучуваат за тоа дали сметаат дека во сопствената општина треба да биде доделена концесија на нештото или не треба, при тоа имајќи ги сите аргументи. Благодарам.